Воодушевувањето од устоличувањето на Трамп се чини дека помалку спласнува, особено кај оние кои се надеваа на ставање печат врз новиот светски поредок, а не дека уште од прва ќе ги вознемирува и директно ќе им пркоси на протагонистите. Леле, што сега? Сега Дојче веле пред 23 минути. Трамп размислува за нови санкции против Русија. А човекот малку забегува со тие санкции, знае дека сите санкции против Русија не успеа и ако ги воведе, ќе биде Бајден ту. А ту знаеш што е, не? 2. Веројатно нема да биде како неговиот претходник, бидејќи од доверливи извори се дознава дека за баланс за другата страна се задолжени децата на Трамп. Дури има и сведоци за тоа што најмалиот од нив муабетел со украинскиот претседател. Уште на победата, вечерта на победата на Трамп, неговото синче, овој што е 3 метра висок, барон, што му порече на Зеленски, дека нема беспари джепарец. Ама за тоа има бесплатни совети, ги нудат сите, особено само прокламираните суверенисти кои се малку разочарани од првите потези, па сугерираат кои всушност треба да бидат приоритетите во неговата агенда. Големата бара не може да биде исушена без да се земе предвид нивната концепција. Ако Трамп сака да расчисти со длабоката држава или со мочулиштето, прво треба да се справи со FBI, со Пентагон, фармакомафијата, индустријата за храна. Секој си е со своји желби и со своја математика, како и милиардерите кои го обкружија и покажаа благонаклоност. Но според некои сознанија, тие не биле околу Трамп поради бизнис интереси, туку биле мотивирани од љубов. Па барем еден од нив, Доналд, го користел како стројник. Бине ме зачуди што ниеден европски не го видовме од лидери. Кој беше од европски Мелони. лидери? Италијанка. Италијанка. Мора да му ја намести на ело. Значи, италијанката... Панџат, Добро, и оне десничарово. И ние сме за малку љубов, ама без никакви последици. Во таа смисла, немаме никакви специфични барања. Ама можеме барем да се насладуваме на туѓата мака. Оти сме во предност пред сите оние кои имаат проблеми со трговскиот биланс и им се закануваат високи царини. Ние, јас проверував, имаме дефицит со Америка, тука барем сме, Добро, тука барем сме сигурни. Сега тоа е Македонија, речеме Бугарија има суфицит, што е интересна работа. Можда Навистина? Да. Можда Ова е чудна информација. Можда е Бугарија, например, да биде погодена и директно и индиректно. И на крајот, зошто за нас е добар Трамп? Развоел се таткото и керката му мавала мувите. И он таткото викал, керко, не ми ги мавај мувите, овие се најадени, ќе дојдат други, ќе ни изедат. Еве и овие исто прават политичарите и за тој нека биде овај Трамп, зашто он знае ситуацијата се за Македонија, колку патимо, колку не примат во Европска Унија, колку ни е тешко, колку имамо проблеми. Трамп сигурно знае за нас и нашите маки и може да помогне. Ама што да правиме со мувите? Кај нас, тие се не наси.